Учениците од трето одделение од Општинското основно училиште Илинден Крива Паланка се вклучија во одбележувањето на неделата на интегрирано образование со активности во соработка со тренинг центарот Нансен модел за интегрирано образование Скопје. Првата недела од месец март кај нас се одбележува како недела на интегрирано образование. Нешто повеќе околу ова ќе ни каже директорот на Општинското основно училиште Илинден Оливер Дејановски во врска со одбележувањето на овој настан во нивното училиште. Директоре, кој е мотото на манифестацијата? Значи, можем да кажем дека ова е прва година каде што нашето училиште учествува во првата недела во интегрирано образование. Целта на овој проект е да се создаде една близина на учениците, каде што покрај од македонска националност, ние тука имаме и од ромска националност, така таа интеграција треба да постои од секогаш, али ова година така ја нагласуваме, значи секогаш постои во нашето училиште таква интеграција, но ова година ја нагласуваме во поголем елемент за да можеме да покажеме дека во нашето училиште условите, интегрираните услови за работа се на повисоко ниво. Кои активности ќе бидат од страна на учениците за одбележување на овој настан? Значи, за одбележување на овој настан, учениците ќе цртаат на асфалтот и на бекатонот, бидејќи времето не се погоди. Ако врнеше, ние бевме верно спремни во холот на Хамери да цртаат и децата од македонска националност и учениците од ромската националност, нивни собствени креации, али највеќе целта е дружењето меѓу учениците. Активностите за настанот се реализираа од страна на наставниците Добри Јовецки, Марија Ангеловска, Сузе Спасовска, Никола Георгиевски и Јасминка Станковска. Првата недела од месец март е недела на интегрираното образование и во рамките на активностите кои се предвидени и нашето училиште се вклучи во одбележување на неделата на интегрираното образование. Значи, целта ни беше учениците од нашето училиште малку повеќе да ги информираме за што значи тоа интегрирано образование, како и тие да се вклучат во целиот овој процес, бидејќи нашето училиште не толку е многу вклучено во активности од мултиетнички карактер, бидејќи во училиштето релативно малку има ученици од друга етничка припадност, но и тие што се мал број сакаме да ги вклучиме и да се интегрират во сите оние активности кои што се во редовната настава. И сега интегрираното образование е реалност во нашата држава и во нашиот воспитно-образовен процес и ние сакаме да ги следиме сите тие трендови што се случуваат во Република Македонија и по тој повод се вклучивме во активностите кои што се одбележуваат на ниво на Република Македонија. Така, мотото на неделата на интегрираното образование е градиме мостови. Токму со тоа сакавме и да направиме едно приближување на сето она што значи интегрирано образование за учениците. Во училишниот двор учениците успеа да и покрај временските услови кои што беа наклонети на наша страна, успеа да нацртат еден мост каде што на него стоат дечиња од различни етнички припадности, се држат за рака и ја градат еднината на нашето општество. Сметате ли дека учениците, дечињата ја сватија пораката од ова? Па сега во овие активности ги вклучивме учениците од трето одделение. Тие можеби се и релативно мали за да сватат што значи сето она интегрирано образование, но сепак и еден мал дел од активности кои што се за одбележување на овој настан се повеќе од ништо ако не направиме. Значи малку по малку ние ќе го приближуваме за да кога ќе стасаат да заминат во Скопје да учат со различни етнички припадности, да ги следат различните култури на нивните другарчиња студенти кога ќе студират, да можат на полесен начин сето тоа да го прифатат, бидејќи ќе се соочат и ќе се сретнат со различни култури, различни етнички припадности, различни културни вредности и на полесен начин да ги прифатат, да ги сватат и да живееме со нив, да живееме во текот на нашиот живот. Интенцијата на квалитетното интегрирано образование е градење на современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи кои ќе ги промовираат мултиетничките вредности, индивидуализираниот пристап кон учениците, позитивна емоционална клима и конструктивна повеќе насочна комуникација во пријатен и потикнувачки училишен амбиент.